Драги гледачи, добро вечер. Се наоѓаме на почетокот на 1974 година која е означена како преломна во реализацијата на среднорочниот план за развој на Македонија. Токму затоа тема на првата наша годинашна емисија 7 дена е со какви постигања влеговме во новата година и што треба да извршиме за да живееме поубаво и побогато. Во последниот месец од минатата година на повеќе места беа разгледувани постигнатите резултати во развојот. Иако податоците не беа конечни, нив ќе ги знаеме дури по изготвувањето на завршните сметки, сепак развојот во 1973 година беше оценет како успешен. Ваквата оценка се темели врз повеќе елементи. Постигнато е натамошно јакнење на самоуправните општествени односи, при што посебно беше развиван и афирмиран системот на општественото договарање и самоуправното спогодување. Врз оваа основа се регулирани повеќе клучни прашања од областа на стопанството и општествените односи, како што се распределбата на доходот, вработувањето, инвестициониот развој и така натаму. Истовремено беше присутна широка активност за спроведување на уставните амандмани. Врз амандманска основа се регулира односите меѓу организациите на Сдружениот труд од областа на производството, финансиите и прометот, потоа дојде до трансформирање на многобројните фондови во интересни заедници и се пристапи кон конечно ликвидирање на така наречениот државен капитал. Во материјалниот развој исто така се постигнати забележителни резултати. Иако општествениот производ е нешто под предвидувањата, сепак бележи мощна висока стапка на пораст од 7,1%. Ако се земат условите во кои се одвиваше стопанската активност, може да бидеме наполно задоволни. Зашто, да се подсетиме, тоа беше година на мощна голема нестабилност на светските пазари, предизвикана од монетарната криза, што мораше да има одредени рефлексии и врз насето стопанство, кое во добар дел е зависно од увозни суровини и репроматеријали. Кон крајот на годината дојде и енергетската криза. На внатрешен план, стопанството беше соочено со неопходноста да се покријат дотогашните загуби и пречекорените инвестиции, да се воведе поголема финансиска дисциплина на планот на должничко-доверителните односи, да се надмине проблемот на неликвидноста, да се ублажи недостигот на трајни обртни средства и слично. Сето тоа негативно се одрази на волуменот на средствата на организациите на Сдружен труд, како за тековно работење, така и за развојот. Но и покрај тоа, резултатите постигнати на неколку значајни сектори од стопанскиот живот придонесоа вкупниот развој да биде близу до планираниот. Индустриското производство е зголемено над предвидувањата и е за 10,5% поголемо во однос на остварувањето од претходната година. Со тоа се измени и структурата на општествениот производ. Додека во 1972 година индустријата учествуваше со 33,1%, минатата година тој процент се покачи на 34,2%. Најголем пораст на производството е забележен во електростопанството 30,4%, во хемиската индустрија 25,7%, во електроиндустријата 19,1%, во тутунската индустрија 11% и во црната металургија 10,6%. Истовремено земјоделското производство ги надмина сите очекувања. Наместо предвидените 3%, тоа забележа речиси двојно поголем пораст, цели 5,5%. Во општествениот сектор оваа стапка изнесува 8,5%, а во индивидуалниот 4%. Почнаа многу повеќе да се користат предностите што ги даваат хидромелиоративните системи, дојде до поголема преориентација кон одгледување подоходни култури и започнаа да се валоризираат инвестициите во сточарството, во лозови и во овошни насади. Физичкиот обем на лозарството, на пример, е зголемен за 32% во споредба со 1972 година, а на овоштарството за 19%. Ваквите позитивни движења во индустриското и земјоделското производство, кон кои треба да се приклучи и терцијарниот сектор, на најдобар начин ги следеше и извозната ориентација. Извозот на стоки од Македонија во 1973 година се зголеми за 28% во однос на претходната година. Таквиот извозен бум беше следен и со структурни измени. Значително се зголеми учеството на индустријските производи, се појавија нови гранки и производи што се најдоа на извозната листа, а се освоени и нови пазари пред се на конвертибилното подрачје.
Се разбира, нашите традиционални извозни артикли, како што се тутунот, месото и слично, си ја задржаа порано освоената позиција. Благодарение на сето тоа, нашиот увоз во многу поголем процент отколку порано се покрива од извозот. Тоа е особено значајно кога се има предвид дека во структурата на увозот репроматеријалите и опремата учествуваат со 85%. Несомнено треба да се одбележи и порастот на продуктивноста на трудот. По незадоволителната положба во 1972 година, која слободно може да се означи како стагнантна, минатата година дојде до своевидна пресвртница. Иако не беше исполнето предвиденото, сепак продуктивноста на трудот порасна за 3,7% и тоа имаше значајно влијание во зголемувањето на општествениот производ. Се разбира, не смее да се заборави ни фактот дека во минатата година е апсорбиран целиот контингент на новото работоспособно население, како еден дел од оние што подолго чекаа да бидат вработени, така што вкупниот број ново вработени достигна 16.500 лица. Добар дел од тоа се млади, стручни кадри, од кои стопанството наскоро може многу да очекува. Но заедно со овие и другите позитивни резултати, кои создадоа солидна база за стопанскиот растеж во оваа година, од минатата се пренесени и некои неповолни тенденции. На планот на стабилизацијата не беа постигнати саканите ефекти. Цените достигнаа висок пораст и тоа наследство неповолно ќе влијае и годинава. Особено затоа што се одеше на парцијално решавање на овој проблем и тоа најмногу кај оние производи кои најчувствително влијаат врз животниот стандард. И натаму меѓутоа се присутни одредени внатрешни диспаритети на цените. На меѓународниот пазар нестабилноста продолжува да се чувствува и тоа ќе се рефлектира и кај нас, доколку не се разработат и бргу донесат мерки за одредено неутрализирање на дејството на меѓународната инфлација врз домашните цени. Такви мерки се потребни и за спречување на домашната инфлација, ако сакаме динарот што го заработуваме да ја има нормалната куповна сила. Од друга страна, стабнелоста со суровини и репроматеријали не е доволна и тоа ќе биде еден од факторите што значајно ќе влијае врз стопанскиот развој, бидејќи увозните репроматеријали минатата година поскапеа во просек за 34%. Тука би требало да се спомене и енергетскиот фактор, кој во 1973 година го ограничи работењето и ја намали доходноста на повеќе организации на здружен труд. Тргнувајќи од создадените предпоставки, со резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Македонија во 1974 година, се предвидува натамошен динамичен стопански и општествен растеж. Развојната политика има неколку основни цели и задачи. Пред се, доследно и целосно спроведување на уставните начели и норми за општествено-економската положба на работните луѓе во здружениот труд и за самоуправувањето. Во оваа смисла, во 1974 година е неопходно натамошно доизградување и сообразување на политиката и на системските решенија со интенциите и решенијата на уставните промени. Впрочем, тоа дословно вака е запишано и во резолуцијата. Неопходно е да се обезбеди решавачката улога на работничката класа во одлучувањето за распределбата и употребата на средствата на општествената репродукција, како и натамошно ограничување и елиминирање на сите видови етатистички и бирократски методи на одлучување за вишокот на трудот. Организирањето на организациите на здружен труд врз амандмански основи, трансформирањето на фондовите во интересни заедници и сличните зафати создадоа солидна база за решавање на ова прашање. Меѓутоа, потребно е новите уставни решенија суштински да се разработат во практиката, да се проверат многобројните решенија и чекори преземени врз таа основа, што ќе придонесе за нивно усовршување. Се разбира, во сево ова е потребно и натамошно афирмирање на општественото договарање и самоуправното спогодување, бидејќи тоа се покажа како одличен инструмент и метод за уредување на сите прашања од заеднички интерес за работните луѓе и нивните самоуправни организации и заедници. Една од основните цели, предвидени во резолуцијата за развојот во оваа година е ангажирањето во совладувањето на инфлаторните тенденции и постигнување повисок степен на општа стабилност. Веќе рековме дека во минатата година нашата економска политика на овој план не постигна некои позабележителни резултати. Токму затоа, како основна задача се поставува изработката на комплексна и усогласена стабилизациона програма на економски мерки, при што посебно треба да се дефинира политиката на цените, да се усогласат движењата на општата и заедничката потрошувачка и да се утврдат мерки за поредовно снабдување на пазарот со потребните суровини и репроматеријали и со стоки за широка потрошувачка.
Не помалку е значајна и задачата за подигање на нивото на доходноста во стопанството и остварување порационална распределба на доходот. Единствено тоа може да создаде услови за динамизирање на процесот на општествената репродукција врз потрајна основа и за поусогласен пораст на личните доходи и на животниот стандард. Но за тоа се потребни повеќе мерки за чие преземање организациите на здружен труд изразуваат целосна готовност. Тука пред себе дошло подигањето на ефикасноста на стопанисувањето, особено со порационално користење на основните и обртните средства, потоа смалувањето на непродуктивните издатоци, зголемувањето на ефикасноста во инвестирањето, при што е потребно посебно да се води сметка за побрзо ефектуирање на новите објекти, подигање на продуктивноста на трудот и отстранување на жариштата на загубите, како и редовна наплата на остварената реализација. Големи ангажирања во 1974 година престојат на секторот на инвестиционите вложувања. Помошна смирената инвестициона активност во 1973 година, што беше условена од смалувањето на волуменот на средствата, во оваа година е неопходно динамизирање на инвестиционите вложувања, особено во стопанството, ако сакаме и по обем и по структура да ги оствариме предвидувањата со среднорочниот план. Тоа ќе создаде услови и за еден континуиран развој во блиска перспектива. На овој план веќе се преземени одредени чекори, што треба да дојдат до израз токму во оваа година. Одобрени се неколку крупни проекти, како што се проектот за искористување на фероникел од фени и на бакар од бучим, потоа агроиндустријскиот комплекс Македонија во кој ќе бидат вложени повеќе од 1 милијарда динари, почнувањето на изградбата на електроенергетските објекти, како и повеќе други помали, но значајни стопански објекти чија изградба мощно ќе го зголеми стопанскиот потенцијал на Републиката, а ќе придонесе за подинамичен развој и на повеќе други гранки. Треба да се изградат и 9000 нови станови. Ваквите ангажирања на инвестициониот план во оваа година се реални и можни благодарение на неколку претпоставки. Стопанството веќе горе-долу е ослободено од намирувањето на стари сметки кои апсорбираат доста средства, така што добар дел од својот доход ќе може да го насочи во развојот. Исто така, направени се повеќе аранжмани за користење на странски средства, особено за покрупните објекти, така што се наоѓаме во ситуација странската акумулација да ја користиме за дел од нашиот развој, што во минатата година не беше случај. И, што е исто така значајно, инвеститорите многу посериозно, поодговорно и поангажирано пристапуваат кон изработката на проектите, така што пред банката веќе се наоѓаат голем број издржани проекти, било за нови објекти или за модернизации и реконструкции, и прашање е на кратко време кога тие ќе бидат одобрени и ќе се стартува во нивната реализација. Без сомневање, за повеќето од тие проекти наскоро ќе бидат донесени одлуки. Врз база на сите овие цели и задачи, планерите предвидуваат, а тоа во собраниските дискусии беше оценето како реално и беше усвоено, општествениот производ во вкупното стопанство годинава да оствари стапка на пораст од 7,5 до 8%, со тоа што таа стапка во општествениот сектор би се движела од 9,1 до 9,4%. Се разбира, и годинава индустријата ќе даде најголем удел во тоа. Се предвидува индустријското производство да расте со стапка од 10,5 до 11%. Позитивните постигања во земјоделството во минатата година се очекува да продолжат и годинава, но со нешто посмирена динамика, и затоа се предвидува порастот да достигне до 3%. Ваквиот пораст на индустријското и земјоделското производство, како и на терцијалните дејности, се очекува да биде постигнат и со пораст на вработеноста од 3,6%, што значи отворање 16.000 нови работни места, и на продуктивноста на трудот од 5,4%. Се во ова ќе бара и значајно ангажирање на планот на меѓународната размена, така што се планира извозот на стоки да порасне за 14%, а увозот за 12%. Врз база на овие планирања се предвидува и реален пораст на животниот стандард од 5,6%, што значи дека во оваа година видно ќе се изменат состојбите на овој план во споредба со претходната, во која значително потврливме токму на овој сектор. Значи, да повториме уште еднаш, годинава ни престојат големи задачи и неопходно е максимално ангажирање на сите работни луѓе за да го оствариме пред